северна граница на Македонија. Гледачот моли да одговорите со да или со не. Господине, ми ни повелете. Ако се работи за прашањето на Прохор Пшински, веројатно се работи. Северната граница на Македонија. Да. Се работи за Прохор Пшински конкретно. Треба гледачот конкретно постави прашање. Мислим дека тоа прашање и по изјавата на самите српски власти го оставаат тоа прашање отворено на тие граници. Ние сметаме како партија дека тоа прашање треба да се бесилно реши во интерес на двете републики. Меѓутоа, сметаме дека тоа прашање, таа граница не е дефинитивна. Господине Поповски, поели. Аз само не разбрав, дали во прашањето викат одговор со да или не, или ваше? Не, еве повелете. Јас не би одговорил на такво прашање. Господин Георгиевски. Јас апсолутно стојам на ставот и нашата партија дека таа граница треба да се промени, односно манастирот Прохор Пшински да се врати таму каде што припаѓа. Странка Југословените. Со да или не може да се одговори. Треба да преговарат и да се договорат Србија и Македонија како да се реши тоа прашање. Исто, ние не би воделе војна со Србија за таквата граница, меѓутоа би воделе разговори во колку може да се постигне договор за граница. Социјалистичката? Начелно да, меѓутоа веќе покренатите прашања кои што се историски документираат да се решат врз основа на историските факти. Дури според одредбите на досегашниот устав, внатрешните територијални граници можат дури да ги решат републиките меѓусебно, дури и без посредство на сојузниот парламент. Нерегуларно даденото треба да се врати. Ако некој може тоа да го стори, да го врати, тоа е успех за оној што нерегуларно му било одземено и дадено на друг. Али мислам дека тука историската одговорност на некои луѓе е голема и дека не би требало патем да се помине преку тоа. Неделковски. Постои кривичен закон, постои устав, со кој отстапувањето на територија на колку и да е таа се смета за велепредавство. И по тој да се судат. Повелете. Ако Србија смета во случај на распаѓање на Македонија дека немаме право на сопствена држава, имаме ние право да сметаме дека нашата северна граница не е дефинитивна. Патиштата за остварување и исправање на истата се друга прашање. Проблемот да се разреши со аргументиран диалог. Работничката? Апсолутно се што е спорно мора единствено со диалог. Благоје Богдановски од Тито Велес прашање за сите прашува за колку домно сојузно собрание ќе се залагате. Повелете партијата за демократски просперитет. Видите, за сојузно собрание конкретни определени нема, меѓутоа ако се работи за конфедеративна држава, најверојатно ќе треба да постои парламент со советодавна улога, меѓутоа без постојање на органи во тој парламент, заради постигнување на консензусот на членките на конфедерацијата, таков еден орган не би можел да функционира. Значи, сметаме дека треба да постои дводомен парламент. Ви благодарам. Мак? ВМРО ДПМН? Се извинам, за сојузно собрание? Да. Според нас сојузно собрание не би требало да постои. Благодарам. Странката на Југословените? Парламент. Дводомно и тоа сојузно собрание и собор на републиките. За секоја федерација е примерено дводомно собрание и тоа собор на граѓаните и собор на републиките. Силјановски? Сојузен собор, евентуално собор на граѓани и сојузен собор. Одговорот зависи од тоа дали конфедерација или федерација. Јас се зачудив од некои кои се застапуваа за конфедерација, се изјаснија за дводомен парламент. Такво нешто нема. Во конфедерациите има консултативен парламент. Ако е федерација, има дводомен. Федерација, не? Молам? Има во рамноправно суверените држави во федерација. А тогаш федерација наречете. Да, не ги а во федерација еден дом на граѓани и еден дом на држави. Домот на државите паритетен состав без оглед на големина, со оглед на рамноправноста, другиот дом на определен број на жители кандидат. Дури тука може и разлика според мене. Социјалдемократската партија? Мислам дека и доколку биде федерација и бидат два дома, повторно ќе се јави истиот проблем. Еден човек, еден глас е неприфатливо во моментот заради нашата голема недовера. Партијата на земјоделците? Ако
Не ако ние ќе се бориме да биде конфедерација, тоа е нашата одредба. Според тоа ќе имаме конститутивен парламент. На ниво на федерацијата, на републиката еднодомно и на општината еднодомно собрание. Благодарам. Лигата за демократија? Ако се договориме за федерација, дводомно собрание. А ако се договорим за конфедерација, нема да постои. Благодарам. Народната партија? Пошто ние го застапуваме мислењето дека треба Македонија да биде во конфедеративната заедница на Југославија, сметаме дека не би требало да има парламент, додека во Македонија, во самата држава, треба да има еднодомен парламент. Благодарам. Дводомен парламент, концептот веќе беше кажан, со собор на граѓаните и собор на државите или републиките, како сакате. Меѓутоа, не врз принцип на она што беше речено еден човек, еден глас, едноставно конструирано на таква основа да се оневозможи решавачкото влијание на мајоритет и слично. Еднаква застапеност на сите федерални единици. Имаме конкретно прашање за представникот на странката на Југословените. Јордан Арсов прашува како би ги убедиле Словенија и Хрватска да влезат во федерација, кога веќе се определија за конфедерација, и слично Душан Стојановски од Скопје, доколку Хрватска и Словенија се одвојат, прашува за што ќе се залага вашата партија. Односно првото прашање, како би ги убедиле? Странка на Југословенија не е таа странка што треба да ги убеди некои, дали да останат или не. Ние имаме заложба да Југославија остане као целина. Да молам само второто прашање, ако сакате да го повторите. Доколку Хрватска и Словенија се одвојат, за што ќе се залага вашата партија? И понатаму за Југославија. Ние веруваме дека такво нешто нема да се случи. Лилјана Илиевска прашање за МАК. Во интервјуто во емисијата на македонски јазик на шведското радио во март годинава Анте Поповски изјави дека му се непознати примери за постоење на успешна конфедерација и дека конфедерацијата е форма што претходи на федерацијата. Која е причината што сега го измени своето мислење, прашува Илиевска Лилјана. Не сум го изменил ја своето мислење. Сум го кажал оно што го говориме. 15 пати, нели, се го повторуваме ние од МАК, дека доколку се изнајде формула која не се гледа, која е невидлива за спасување навнојските принципи на Југославија, ќе биде федерација. Доколку цела Југославија настојува да биде конфедерација, ќе бидеме ние конфедерација. Да, триот. И самостојни субјекти. Гледачот Битола прашање за ВМРО. Зошто Љупчо Ѓоргиевски во бугарскиот вестник изјавил дека идната македонска држава може да пристапи во конфедерација со Бугарија? Иван Јовановски од Штип вели: на изборниот состанок во Штип изјавивте дека за Македонија е подобро да биде во конфедерација со Бугарија и Грција. Дали се уште мислите така и зошто? Па мислам еве на овие две прашања. Да прво да ви кажам дека очевидно дека некој сака да си поигра. Јас за никаков бугарски вестник не сум давал никакво интервју до сега. За тоа бидете апсолутно сигурни и за тоа гарантирам. А нормално човек кој поставува тоа прашање треба да ги каже побудите зошто ги поставува тие прашања денеска. Втората работа за можноста за навлегување на Македонија во идна конфедерација со Бугарија или со Грција или со Албанија, јас сум зборувал, тоа е факт. Зошто? Од едноставна причина, ако погледнете и конфедералниот договор на денеска кој го нудат Словенија и Хрватска, ќе видите дека таму постои точка со која во оваа Југословенска конфедерација може да влезе и друга држава. Ние, нашата заложба за една Балканска конфедерација, во која биле во конфедерација со Грција, со Бугарија и со Албанија, и наша програмска цел, впрочем, на кој друг начин да го решиме прашањето на обединувањето на Македонија, ако не преку влегување на Македонија, односно Македонија, а со тој конфедеративна Југославија во една нова конфедерација со Грција, со Бугарија и со Албанија. Апсолутно тоа на тоа става. Еве Стојан Николовски од Скопје. Вели се залагате за обединета Македонија, незината карта и на вашите предизборни плакати. Како го коментирате фактот дека во оваа држава македонци би имало само 21%, односно тие би биле малцинство? Па видите сега, тоа е
она во што не се согласуваме. 45 години овде во Југославија владееше тезата и постојано ни сервирана дека македонците во Вардарскиот дел мора да ги заборават македонците во Пиринскиот дел, дека мора да ги заборават македонците во Беломорскиот дел. 45 години овде ни се нудат тези дека македонците во Пиринскиот и во Беломорскиот дел денеска се асимилирани, дека се раселени, дека се или погрчени, или побугарени, или не знам што. Токму тоа ни сакаме, да го скршиме таа свест и да покажеме дека таму се уште имат македонци. Всушност, овие најнови процеси кои се случуваат во Пиринска Македонија тоа го докажуваат. Овие процеси што се случуваат во Беломорска Македонија, вие сега да појдете по сите села во Македонија, по градовите, Лерин, Кавала, ќе видите дека секаде ви изборуваат македонци. Значи тие луѓе сепак таму постојат. Колкав е тој процент? Јас сега не би сакал да се впуштам во тој процент, бидејќи тоа е едно крајно цинично прашање што овој режим го поставува и ни го нуди овие 45 години. Нито јас ви уверувам дека нема да бидеме само 21%. Повелете се, Јановски, имате реплика? Дали тогаш за малцинството ќе барате национална држава со тие 21%? За кој во рамките на македонците ќе бидат малцинство. Според доктор Иван Кантарџиев, 21%. Па видите, јас пред малку зборував... Тоа што им го оспорувате, да речеме, на албанците. Слушайте, јас пред малку зборував дека 45 години овој режим ни нуди формула дека нашите македонци се асимилирани, дека нашите македонци не постојат таму. Ве молам некој да ми докаже дека ќе бидеме 21%. Вие ги имате ли тие аргументации? Јас ви кажувам дека македонците во таа една држава со околу 5 до 6 милиони граѓани на таа држава ќе бидат најмалку 3,5 милиони. Тоа е докажано. Тоа е нашите анализи што ги правиме. 21% тоа е режимска цифра. Благодарам. Наташа Таневска, прашање за сите. Каква улога ќе има црквата во Југославија и што ќе стане со автокефалноста на Македонската православна црква? Почнеме од вас, друга Јанковска. Почнете. Ставот на Работничката партија е дека покрај сите човекови права во тие рамки мора да биде и правото на вероисповедта. Меѓутоа, прашањето на действувањето на црквата, во таа смисла не станува збор за никакво оспорување, ниту на црквите, ниту на џамиите, ниту на ништо. Иако искрено Работничката партија не е оптоварена многу со тоа прашање. Меѓутоа, правото на верско определување го почитуваме како и секое друго човеково право, и во тој контекст едноставно мора сепак да се знае што е световна активност на човекот, а што духовна. Во никоја смисла не сме политиката да продава духовништво, ниту духовништвото да режира некаква политика. Мислам дека треба секој да си ја врши својата работа и улога. Повелете. Народната партија секако дека ќе ја дава поддршка, односно ќе му овозможува на својот народ и на било кој друг народ и малцинство на територијата на Македонија да изразува својата вероисповест, меѓутоа нема директно да им се меша во нивните работи поради тоа што секако дека секоја вероисповест има своји закони, канони и така натаму. Мислам дека тоа е суштината од одговорот на прашањето. Благодарам. Лигата за демократијата смета дека теолошкиот факултет треба да го најде своето место во рамките на Универзитетот Кирил и Методија, односно Свети Кирил и Методија, како ние се залагаме. А мислење сме дека идеологизираните деца на оваа земја треба да се дезидеологизираат на единствен начин, што на црквата ќе дозволиме да влезе во школите, зашто веќе е време нашите потомства да го научат христијанството кое што одамна го заборавија. А во поглед на автокефалноста, ако една Србија во овие времења не ја признава македонската држава, а времето ќе ја прегази и ќе ја признае, времето ќе го стори своето и автокефалноста на македонската црква ќе биде признаена и од Српската православна црква. Прашањето беше што ќе стане со црквата во Југославија. Во Југославија нема една црква. Оце црквата е одвоена. Државата има, Југославија мултиконфесионална, има 3 религии, 3 култури.
католичка, християнска и православна, и секоја република си има своја држава. Бидејќи ние се залагаме за своја собствена држава, т.е. конфедеративна Македонија, ќе се заземаме и за своја црква која ќе биде разграничена од државата, но која ќе ја има истото право на воспитување, на образување и на изградување на човекот за своите црковни потреби и за општествените. Благодарам. Согласно на тоа што вероисповеста е слобода и право на секој човек, немаме право да се мешаме во тоа да постои ваква, онаква или било каква црква. Таа мора да биде одделена од државата од една страна, од друга страна право е на луѓето да си одбираат дали ќе имаат и ќе сакаат и во образованието или не, иако сметам дека како и некои идеолошки работи што беа исврлени и некои други догматски работи можда не би требало да бидат директно дадени како предмет во школите, освен факултативен. Сме за тоа дека треба да бидат на факултетите застапени и овие образовни институции, затоа што сепак тие образовни кои лиферуваат одреден кадар за потребите на црквата. А во однос на автокефалноста, па знаете, колониите најнакрај ги признаваат, мислам колонизаторите најнакрај ги признаваат колониите како самостојни, така и со црквава нешто слично. Оној што не сака да ја признае, еден ден мора да ја признае. Најнакрај. Со респект ќе се однесуваме кон правото на вероисповед, еднакво ќе ги третираме сите религии, а ми се чини само прашање на денот е кога ќе биде признаена автокефалноста на Македонската православна црква. Благодарам. Социјалистичката партија? Ќе се залага за остварување на слободата на вероисповеста, за автономноста на црквата и за признавање на автокефалноста на Македонската црква. Благодарам. Слободата на вероисповеста е загарантирана и ќе биде загарантирана. Автокефалноста на Македонската црква ја сметаме и нејзината пошироко признавање за основен услов за натамошно меѓународно признание на македонскиот државен суверенитет и мислам со сите сили на сите можности едноставно ќе се трудиме за тоа да се обезбеди. А мислам дека правото на верска настава што се однесува во училиштата може би треба да се дозволи како факултативна основа, иако за тоа ние немаме одредби во програмата наша на Сојузот на комунистите во овој момент. Меѓутоа само сакам да го посочам примерот на Италија. Во Италија Италијанската комунистичка партија воведе една широка акција да на сите оние деца кои што не сакаат да имаат никаква верска настава, имаат алтернативни часови од областа на убавите уметности. А право на децата нека биде што ќе изберат. Дали за тие часови ќе го проучуваат христијанството или некој од убавите уметности. Благодарам. Странката на Југословените. Странка Југословените има следниот став по ова. Како прочем што е веќе речено, право на вероисповест е слободно и суверено право на секој граѓанин. Што се однесува до автокефалноста на Македонската црква, мислам дека таа одамна го заслужува. А што имаме проблеми во врска со тоа, навистина не можам да кажам ништо друго, освен дека ние, доколку успееме во овие избори, ќе се залагаме да таа автокефалност ја и добие Македонската црква. Државните и црковните работи сметаме дека треба да се одвојат. Благодарам. Благодарам. Повелете Ѓорѓевски. Ние во ВМРО сметаме дека еден период на 40 годишно владење во која партискиот секретар имаше поголеми влијание во црковниот живот отколку самиот поглавар на таа Македонска православна црква, една да секогаш мора да биде завршен и да се даде правото место на Македонската православна црква. Дотолку повеќе што во овој нов плурализам кога се појавуваат безброј партии, никоја партија сигурно не може да се појави како една матица на тој македонски народ, тоа место сигурно ќе го земе црквата, како внатре во Македонија, така и надвор во македонската диаспора. Поаѓајќи од тие аспекти, ние сметаме дека треба да се даде на црквата потполна слобода да решава за своите внатрешни работи и за своите внатрешни проблеми сама. При што нормално тука во голема мерка за тоа право треба да се изборат и самите свештеници, самата црква, бидејќи ние знаеме дека досега многу од тие сами црковни лица ја прифаќаа улогата на црвени попови кои беа праќани по Австралија, по Канада и Америка. Значи, на наша страна признавањето е сигурно, треба исто така борба и кај самата црква, во своите редови. Благодарам. Повелете. Па малко од народи дека
преку христијанството Македонија влезе во цивилизацијските традиции на Европа и сосема логично е дека на Македонија не преостанува ништо друго туку како една морална и демократска пред се опрска да гарантира вероисповеста и со сиот респект кон сопствената автономност, автентичност, национална, културна и така натаму, да гледа како централен фактор меѓу другите и во автокефалноста на Македонската православна црква. Благодарам и ставот на, односно мислењето на Партијата за демократски просперитет. Партијата за демократски просперитет во својата програма има конкретен став и определување за прашањето на верата како слобода и право на граѓанинот. Во тој контекст партијата се залага и ќе бара од нивниот парламент исламот, православноста, католицизмот и сите вери да имаат подеднаков третман и државата да има подеднаков интерес за сите вери. Го признаваме правото на изучување на верата во училиштата, меѓутоа не како составен дел на редовното образование, туку како посебно со диспозиционо право на граѓанинот. Што се однесува до Македонската православна црква, ние се залагаме и сметаме за реалност да се признае аутокефалноста на Македонската православна црква и во тој контекст, во таа насока и ова партија ќе се залага. Има едно конкретно прашање до вас од Сандре Јовановски. Каков е ставот на Партијата за демократски просперитет во однос на правото за реципроцитет и дали не мисла дека албанците во Македонија треба да го добијат она што македонците го имаат во Албанија? Тоа зависи кој како ги гледа тие соодноси на албанци, македонци, албанци, срби, македонци, срби и така натаму. Ние имаќе ја предвид науката, теоретските определени за прашањето на народ, што е народ и што е нација. Ние не правиме разлика помеѓу тие категории врз основа на мајоризација и на бројноста на одреден народ или нација на одредена територија. Во тој контекст сметаме дека секоја држава со своите акти во зависност од степенот на демократскиот развој, степенот на цивилизацијата, посебно ги решава тие прашања и во духот на меѓународните конвенции. Меѓутоа, кога е прашањето на меѓународните конвенции, сметаме дека тие конвенции се донесуваат за оние држави кои го немаат решено тоа прашање. Меѓутоа, ако Југославија ги надминала нормите на тие меѓународни конвенции, не значи дека треба Југославија сега да се враќа назад во регрес, него да прави чекор понатаму. Ние до денеска немаме точна теорија што е тоа миноритет или малцинство, како поим во популациона смисла, а да не зборуваме за терминот народност, кој е само термин во Уставот без никаква научна подлога. Благодарам. Никола Зајковски од Скопје за сите партии. Колку Македонија ќе има удел во долгот на Југославија ако таа биде конфедерација, тоест ако се распадне? Да почнеме од вас. Колку Македонија? Ќе има удел во долгот на Југославија ако таа се распадне или биде конфедерација? Апсолутно не размислуваме за... Не, во ред. Работничката партија не размислува за распаѓање на Југославија. Удел во долгот. Ако може сепак да одговорим. Работничката партија не размислува за распаѓање на Југославија. Југославенското работништво се уште го смета за единствено, а она што си должи меѓусебно најлесно ќе го раздолжи доколку биде присилено на тоа. Јас би одговорил на прашањето. Сметам дека Македонија воопшто не учествувала во долгот на Југославија спрема странство, а баш напротив, Југославија
учествувало во долговите на Македонија? Благодарам, Лигата. На тоа нека одговорат оние што ги правеа долговите на Македонија во изминатиот период, а не ние овде. Партијата на земјоделци. Бидејќи никој немаме податоци што и колку точно должи Југославија и што и колку во тој долг учествува Македонија, нека можеме тоа без експерти и без навистина, кога ќе дојде тоа дефинитивно делење, без наше учество, ќе можеме да го разрешиме. Социјалдемократската. Оно што како податок негде го сретнав и го забележав пред 2-3 дена е дека Југославија должи отприлика 16,5 милиарди долг спрема надвор. 15 милиарди има долг внатре, како јавен долг на Федерацијата. Тоа се отприлика 30 милиарди. А тоа како ќе и поделиме, односно кому што ќе падне, мислам дека тоа ни најдобрите светски институти не може да го предадат. Реформските сили. Јас мислам дека никој во Југославија до сега не се изјаснил дека сака да си оди од неа. Бидејќи Југославија ниту настанала со комунистичкиот режим, ниту пак ја снима од картата со некој. Според тоа се надевам дека нема место едноумието да добиеме безумие. Благодарам, социјалистите. Бидејќи ние остануваме на нашата определба за Југославија како заедница на постојните народи и нивните републики, за ова прашање не сме ни размислувале. Исто така сметаме дека доколку дојде до расцепување на Југославија, тоа ќе се реши со актот на расцепување. Ова прашање не е случајно поставено. Имено, штом се постави идејата за конфедерален договор во Југославија, стана јасно дека странците во таков случај имаат право да си го наплатат долгот од Народната банка на Југославија, кој е гарант на сите долгови на Југославија. А Народната банка, пак во колку нема девизи, може да ги земе тие девизи од деловните банки на кои што штедачите се граќаат во девизи. Затоа во Словенија настана една трка, кога се спомна раздолжувањето на Југославија кон странство со евентуалниот конфедерален договор, што побрзо граѓаните да ги извлечат своите девизи средства од банките за да можат како нешто да спасат од својот приватен имот. Иначе, според оние податоци што постојат, некаде ми се чини дека Македонија во овој момент во тој вкупен долг на Југославија учествува со 1 милиарда и 300 милиони долари, кои што се директен долг на наше предпријатие во однос на она што треба се враќа. Меѓутоа, спрема висината на така наречениот национален доход на Македонија и на Црна Гора, Македонија и Црна Гора се најзадолжените републики во однос на странските. Странка нема, Словените има. Според моите информации, Југославија должи 15 милиарди долари како недефиниран долг на ниво на федерација, не земејќи ги во предвид оние долгови кои се познати, се знае дека која република колку должи. Внатрешните долгови се движат отприлike во тие рамки. Гледате, долговите мора да се платат, поготово на странските држави и банки. Ние и понатаму остануваме на јасна определба. Југославија останува единствена. Долгот мора да се плати и ќе мора да се потрудиме сите заедно. Тие што треба да го платат тоа, да го платат, али не теретот да падне на најсиромашните, него да се подели солидарно како што се и делел, како што се иземал долгото странство. Благодарам. Бидејќи конфедерацијата сепак е можна, односно реална работа, а од друга страна со тоа значи поделба на долговите, тогаш македонското стопанство и македонските стручњаци треба да почнат што поскоро да размислуваат за поделбата на тој долг. Ако, например, до 60-тите години факт е дека Југославија не вложила ниту динара инвестиција во македонското стопанство, а само цицала по пат на даноци, тогаш ќе видиме во тој период до 60-тите години каде колку стопанства и предпријатија биле изградени. Ако Југославија земаше долгови за да ги граде, за да ги прави олимписките игри во Сараево, каде што македонците ништо не добија. Ако земаше долгови да ги приредува на самите невразаните земји во Белград, тогаш сигурно Македонија во тој долг нема да учествува. Впрочем, јас верувам дека многу се мали долговите кои Македонија би требала да ги плати, односно тие кредити и пари што ги добила Македонија по пат на инвестиции. Јас верувам дека ако се направи таа пресметка, ќе треба Југославија да ја враќа пари на Македонија, колку што Македонија треба да учествува во некаков долг. Тоа е наш проблем, што ние не знаеме да си го цениме своето и што се уште веруваме на некакво братство и единство. Треба еднаш за секојаш да сватиме дека братство и единство во поглед на економијата, на финансиите, на парите не постои. Секој гледа да те искористи, секој сака да те истица. Такви се односите во Југославија. И ако Македонија тоа не го свати, само понатаму ќе заглибуваме во онаа кал што се наоѓаме сега.
Поповски, повелете. Ја живеам во надеж дека еден ден Југославија нема да биде должна, па и Македонија. Господин Емин. Па исто и јас сум убеден дека Југославија нема да се распане до тој степен да треба од сега да водиме сметка кој колку дужи, кому должи. И тоа факт е дека и Македонија во уделот на општиот долг на Југославија во иностранство има свој дел. Сега колкав е тој дел, ние овде никој не знаеме, нема такви показатели. Меѓутоа, ако више дојде до такви пресметки и сметки, веројатно економистите, слушачите ќе кажат кој колку долги, тој секој толку ќе плати.